Добро вечер. Во Ишто сега вечерва вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Човекот кој повеќе од 2,5 години е на кормилото на креатори на државните политики во економскиот сектор. Најави од почетокот на следната година заминува од функцијата, се враќа во приватниот сектор на својот бизнис. Што осва зад себе? Како ја оценува 2,5 годишната политичка функција? Дали е задоволен и дали ќе продолжи како бизнисмен да верува во она што понатаму ќе го креираат неговите наследници? Господине Ангјушев, добро вечер. Добро вечер, поздрав до вашите ценети гледачи, благодарам за поканата. Вообичаено бизнисот не ја сака политиката. Каков е вашиот став? Што е поголем предизвик? Да се менаџира голем и успешен бизнис или да се креира политика и да се распределуваат државни пари за да отидат во развој на бизнисите? Значи, што е поголем предизвик е тешко да се одговори, едното и другото е предизвик. Знам што е потешко. Потешко е да се креира приватен бизнис, бидејќи таму приходите не се загарантирани. Само во државата приходите се загарантирани од даноците. Така да секако е потешко, значи, да се успее на слободниот пазар. Она што јас се обидов да го направам, се обидов да направам еден мост во овие 2,5 години, помеѓу тоа што го имав како искуство во приватниот сектор, да се обидам тоа некако да го имплементирам во државните политики. Колку во тоа успеав, ќе оставам другите да оценат, можам да кажам некои бројки околу сето тоа, меѓутоа сепак е генерално подобро другите тоа да го ценат. Кој е предизвикот да тоа го прифатите кога беше понудено? Предизвикот е да, заради тоа што знаете, точно е дека вие во приватниот бизнис ке креирате, но пак многу тоа сето зависи од општиот амбиент на економијата, а тоа го креира политиката и го креира владата. И затоа се обидов да таа креација некако ја пренесам, значи, во менталниот склоп на владата. Тоа не е баш лесно, вие треба да се справите тука со еден административен апарат кој што никогаш не седел од другата страна и тешко тоа може да го разбере. Јас се обидов да на луѓето кои што никогаш не седеле од страната на реалниот бизнис да им ги објаснам состојбите таму и потребите на тој реален бизнис и да колку што можеме во тој дел помогнеме. Повторно ќе кажам, никој во влада не оди за да остане цел живот таму, бар јас така не го сватив тоа. Јас сватив дека тоа е една позиција и еден период кој што треба да го одработите, да дадете придонес, за да никогаш не вие во животот мака дека не сте успеали или бар не сте пробале да тоа го направите како придонес, затоа што ние стопанствениците, ако сега можам нели да застанам дека од страната на стопанствениците, секогаш викаме дека немаме разбирање во политиката и од страната на политиката, меѓутоа тоа не можете вие да го измените ако не застанете и од другата страна да се обидете тоа да го измените. Јас се обидов тоа да го направам. Повторно ќе кажам колку тоа беше успешно, ќе оставам другите да го проценат. Но колку вие задоволен излегувате од политичката функција? Јас излегувам задоволен заради тоа што она што мислам дека се успеа да се направи, можеме да наброиме неколку работи кои што ги ценам за клучни. Мислам дека беа еден исчекор во нашата држава, пред се, еве би рекол, во делот на индустријската политика, која што беше насочена исклучиво према странските инвестиции. Ние тоа не го запревме, напротив го појачавме, тоа го покажуваат и бројките, можеме да ги споделиме. Но од друга страна, мислам дека направи исти и конкурентни услови и за македонските компании. Тоа беше еден историски исчекор, бидејќи македонските компании или компаниите кои што имаа македонски собственици, значи тие беа на некој начин заборавени малце и странските компании им правеа нелојална конкуренција, бидејќи тие беа помогнати на секаков начин, а додека овие и немаа таква помош. Направивме еден закон за финансиска поддршка на инвестициите, кој што е сега еднаков за сите, и во меѓувреме покрај, значи, странски компании кои што мислам дека во рекорден број се донесоа во овие 2,5 години, ако споредиме со истите периоди, значи во претходните циклуси или во претходните години, се поддржани над 200 македонски компании директно преку овој закон, а и толку да речеме некаде околу 190 дополнително преку фондот за иновативност, кој што исто така го изградивме како нов капацитет. И мислам дека тие 400 компании во Македонија што се поддржаа точно во делот каде што недостасува на македонското стопанство, а тоа е, ако ние зборуваме за индустрија,
многу е важно да бидеме свесни дека таа индустрија никогаш нема да биде само на македонскиот пазар. Ако зборуваме за сериозна индустрија, мораме да зборуваме за извозно ориентирана индустрија. А извозно ориентирана индустрија цел свет е конкуренција. Колку малите фирми се најдоа овде? Имаше забелешки дека законот е повеќе насочен кон средните, кон големите компании, дека многу мал број на мали фирми ќе користат бенефициите од овој закон. Колку вие сега сте задоволни да речеме? Не е така, има добра дисперзија помеѓу големи и мали фирми. Значи дисперзијата е добра. Зошто? Заради тоа што законот за финансиска поддршка не разликува мали и големи. Таму може секој да аплицира. Меѓутоа, она што беше во фондот за иновативност или третиот столб, таму беше исклучиво за мали и средни предпријатија. И таму се сите мали и микропредпријатија и средни предпријатија. И мислам дека во економијата и во индустријата ништо не се случува преку ноќ. Сега тек допрва ќе се видат резултатите од она што се компаниите кои што добија во фондот за иновативност. Веќе од следната недела мислам дека ќе оди една презентација на тие резултати, бидејќи во индустријата вие морате да имате инвестиционен циклус, да направите производ и после тоа тек да ги видите ефектите. И мислам дека ефектите ќе се гледаат. Вие на почетокот поставивте едно друго прашање на кое што не ви одговорив, а тоа е што очекувам во иднина да се случува. Во иднина очекувам да само се држи овој курс. Ако се држи курсот, значи на поддршка на конкурентноста, бидејќи ние на компаниите не им дадовме априори пари, па тие да ги трошат, него ние само ги стимулиравме да тие инвестираат во нова технологија и во нова опрема, а ние им вративме 10% ако се домашно ориентирани и ако се извозно ориентирани 20%. Значи тоа е една солидна помош за компаниите за да тие инвестираат во нова технологија и опрема. Зошто е тоа важно? Бидејќи само со нова технологија и со нова опрема тие можат да станат продуктивни. А продуктивноста е основна компонента за да тие бидат конкурентни и за да може да настапуваат на целиот светски пазар. А македонска индустрија, без да е извозно ориентирана, како што веќе реков, тоа практично е невозможно. Мислам дека тоа е, вака да речеме, најголемиот исчекор што се направи во овие 2,5 години, иако 2,5 години не е доволно време да вие го смените целокупното живење во делот на економијата во една држава. Втора гранка која што мислам дека и текако се промени, тоа е гранката на енергетиката, која што малце луѓе разбираат и малце луѓе ја видоа. Но сакам само да потсетам дека Македонија пред 2,5, односно 3 години имаше процеси од Европска унија против нејзе заради неимплементирање на европските регулативи, а тие европски регулативи не се заради Европска унија, тие европски регулативи се заради граѓаните. И ефектите дојдоа. Ние тоа го направивме. Значи во 2018 година во мај месец, а претходна една година го подготвувавме, парламентот го изгласа законот за енергетика и тука широко се отворија вратите за обновливи извори, широко се отворија вратите за конкурентност во тој сегмент и резултатот дојде. Резултатот е да цената на енергенсите не се покачи 3 години. Напротив, се воведе ефтина тарифа и таа се намали, можеме со бројки тоа да го збориме, а при тоа, значи, Елемот Загубар стана компанија која што има над 80 милиона евра акумулирани средства на својата сметка, значи исклучително позитивно работи. И при тоа, само вземете го последниот тендер за фотоволтаици на државно земјиште, уместо државата да плаќа, значи, субвенции и премиуми, напротив, компаниите без премиуми платија на државата за 30 мегавата над 3 милиона евра, значи, приходи да се соберат, за да тоа, како да кажеме, да се задоволи да има обновливи извори од една страна, од друга страна да нема ефект на крајната цена на струјата. Енергетиката е секторот кој што доаѓате и од вас очекуваше што на самиот почеток да покажете најдобри резултати. Фотоволтаиците се еден од тие покрупни проекти. Но колку се согласувате со забелешките дека тоа се скапи бизниси за многу богати компании? Па не е точно, знаете зошто? Затоа што покрај тоа што има тендерски постапки за фотоволтаици на државно земјиште, каде што има 1 мегават, 6 парцели беа по 1 мегават, а има и на приватно земјиште. И сега тоа допрва, значи сега треба да оди во електронска аукција и таму имаше значителен интерес и таму никој не ве спречува да направите фотоволтаики од 5000 евра. Сега видите, ако работите енергетика, не можете тоа да направите со 50 евра. Ама ние создадовме простор и со 5000, и со 50.000, и со 500.000, и со 5 милиона да можете да бидете инвеститор во тој дел. И тука јас ги поканувам сите тие можности да ги користат. Значи, еден тендер помина на приватно земјиште и тоа ќе се повторува. Ние тоа ќе го повторуваме до 200 мегавати, односно сега ние, кога викам, значи идната влада треба тоа да го преземе како модел и да го повтори, бидејќи гледам
И резултатите покажаат дека тоа е успешен концепт. И тој концепт денеска се прикажува како успех не само во Македонија, него сите соседни земји и целиот регион преку енергетска заедница тоа го покажува како позитивен пример. И мислам дека тука се направи доста. Сега во тие сфери, вие рековте јас доаѓам од енергетиката. Да, точно е, јас се занимавав со енергетика и се уште се занимавам. Задоволени сте од она што го сторивте, ќе оставите ли нешто да речеме и за вашите колеги, забелишките да ги тргнуваат во позитивна насока кога ќе разговарате неформално со нив? Па видите, апсолутно да. Значи, јас лично од својот ангажман сум задоволен. Нормално јас треба тоа да го процени, како да кажам, економската заедница и владата и народот и граѓаните. Тешко е да зборувате за себе. Меѓутоа, ако сакате да ме прашате лично дали сум задоволен, да, заради тоа што во овие 2,5 години работев исто како да работам за своји компании. Значи, се обидов да сето тоа што го имам како искуство го пренесам, значи, во владата и еве ви кажувам некои примери кај што се постигнаа најдобри резултати точно од делот каде што доаѓам. Јас покрај од делот на енергетиката, ја доаѓам и од делот на индустријата. Јас многу повеќе доаѓам од делот на индустријата, заради тоа што повеќе сум градел и фабрики, и капацитети производни, исто барем слично колку што сум градел и енергетски капацитети. Така да во тие два сегмента каде што мислам дека имав некакво лично искуство и знаење, практично и теоретско, мислам дека ги имплементира во државата и тие два дадоа резултати. Видете, нашата држава, мораме сите да знаеме дека ние можеме да зборуваме за разни области. Меѓутоа, ако земете над 65% од бруто домашниот производ е генериран од три сегменти, а тие три сегменти се индустријата како носечки, градежништвото, земјоделието и трговијата. Меѓутоа, трговијата е резултат на претходните три. Вие немате со што да тргувате ако немате индустрија, градежништво и земјоделие, бидејќи тие ги влечат материјалите. Не зборуваме за општата широка потрошувачка. Тие се генераторите на економскиот развој во нашата држава. И за жал, ние не сме така среќна земја како, да речеме, Норвешка или блискоисточните земји да имаме газ и нафта, па на тоа да се темели нашиот развој. Нити сме земја како Хрватска или Грција, па на туризам да го темелиме нашиот развој. Тие ни се ресурсите. Ние мораме да го темелиме нашиот развој на овие компоненти, а тие компоненти бараат човечки потенцијал и бараат да бидат конкурентни во светот за да бидат извозно ориентирани. Да не излеземе од делот на енергетиката. Чебрен е рак рана на николку влади. Ветува, меѓутоа и не дојде до исполнување на решавањето на овој дел. Во една ваша изјава рековте исполнети се условите, а тоа беше веднаш по подпишување меѓународната финансиска корпорација за обнова на физибилити студијата. Критиките останаа од опозицијата. До каде оваа работа? Значи, таа работа е на најдобар пат да се реализира. Јас се надевам дека тендерот брзо ќе се објави. Дали тоа ќе успеам да го направам до 3 јануари, односно влада да го направи, не би знал да ви кажам, заради тоа што зависи од AFC, значи тоа е делот на Светска банка за корпорейт. Тие направивме договор со нив, тие ја обновија физибилити студијата пред се во делот на пазарниот модел, бидејќи во Чебрен тоа што се промени, односно што треба да се променија пазарните услови кои што се сега поповолни во делот на Чебрен. Не би сакал пошироката јавност да ја замарам со технички детали, меѓутоа колку повеќе правите обновливи извори на електрична енергија кои што се неконтролабилни во делот на производството, бидејќи вие не можете да контролирате кога ќе има ветар, кога ќе има сонце и така натаму. Значи вие можете да го предвидите со добрите временски прогнози, ама не можете да го контролирате. Во таа смисла, колку повеќе такви енергетски капацитети за производство на електрична енергија ќе имате, толку повеќе ви требат флексибилни капацитети за балансирање на системот, бидејќи кога ќе нема ветар, мора нешто да произведе. Точно тоа е Чебрен, тоа е неговата вредност и тој со зголемување на инсталираната снага во обновливи извори станува неопходност и станува практично добива своја важност. И во тој смисол јас ценам дека тој е моментот сега да се изгради. Јас сум убеден во успешен исход од таа тендерска постапка. Воедно требаше да се променат и условите во тендерската документација и тие се променуваат и мислам дека најскоро, дали до крајот на годината или во текот на јануари, треба да се распише таа тендерска постапка во соработка со AFC и Светска банка. Енергетскиот сектор е целосно либерализиран, домаќинствата се заштитени со универзалниот снабдувач, но што ќе се случи кога ќе излезат на слободниот пазар? Тоа е прашање што се поставува да речеме и од обичните граѓани. Значи, јасно е дека македонските граѓани ќе делат судбината на енергијата во цел свет. Никој не може да влие на цената на нафтата, така да ние ќе плаќаме нафтени деривати како што плаќа и цел свет. Истото тоа и со електричната енергија. Но она што ние се обидовме и мислам дека успешно го реализиравме,
најдовме модел во кој што ќе се задоволат од една страна значи критериумите за либерализација на пазарот на Европска унија, а од друга страна да нашите граѓани ги заштитиме со домашното производство на електрична енергија и така го введовме универзалниот снабдувач као еден нов модел во државата. Тоа бараше искрено многу знаење, бараше познавање на таа област и гледате значи денеска ние сме ги заштитиле граѓаните со универзалниот снабдувач и ги штитиме во следните 7-8 години од ценовен шок, бидејќи Елем има обврска, односно универзалниот снабдувач ќе купува електрична енергија од Елем, да практично домашното производство на електрична енергија го дадеме како бенефит на нашите граѓани. Но тоа со текот на годините ќе се намалува во проценти, па така ќе биде 80, па 70, па 60, па 50, што значи дека нема да ги изложиме граѓаните на ценовен шок, тие наеднаш да се најдат на пазарот на електрична енергија, кој што после 7 треба да бидат подготвени дека може да дојде многу повисоки цени. Као што сите плаќаме коли по светски цени, плаќаме храна по светски цени, ние мораме да дојдеме до повисоки плати за да можеме тоа да го издржиме. До периодот додека нашата држава стане да речеме полноправна членка на Европска унија, додека стандардот приближно се изедначи бар со земјите во регионот, ако не со земјите од Западна Европа, ние граѓаните ги имаме заштитено од ценовниот шок на енергенсите, односно на електричната енергија поточно, не можеме на нафтата бидејќи немаме своја, да барем тука не бидат изложени на високите цени кои што може да варираат во светот. Знаете, електричната енергија имаше цена во рок од 5 години и 80 евра, имаше цена и 25 евра. Може во даден период да им биде поповолно на граѓаните да испаднат на слободен пазар, но за да ги заштитиме од таквите шокови као 60, 70, 80 евра, ние точно го направивме универзалниот снабдувач и тоа е инкорпориран дел во Законот за енергетика за кој што ви зборував од мај 18 година. Ќе видиме како размислувате како бизнисмен во делот на енергетиката, откако ќе заминете од оваа функција. Јас исто размислувам и од едната и од другата страна. Во делот на реализација на капиталните инвестиции, парите не беа до крај искористени. Факт е, покажуваат и податоците, според она што беше проектирано. Колку економскиот владин тим испорачуваше наспроти проектираното, наспроти она што го ветуваше, и каде беа најголемите потфрлувања? Најголемите потфрлувања, би рекол, беа во лошо планираните буџети и во неискуството на кадрот. Бидејќи проектите практично да, ми вие бевте дел од економскиот тим. Да, ама вие не можете, видите, вице-премиер не е човек кој што директно извршува. Вице-премиер не е човек кој што може, значи јас немам буџет за капитални инвестиции. Јас можам да координирам со директори, министри и така натаму, но тие извршуваат. А тие не ве слушаат? Не, тие ве слушаат. Меѓутоа не е само не е проблемот, јас имам одлична соработка со нив. Меѓутоа не е проблемот во делот на како они само тоа ќе се постават. Битно е како и администрацијата ќе одработи, битно е како се подготвени тендерите. Видете зашто каде најмногу фалираа капиталните инвестиции. Ако вие во програмата и во буџетот ставите проект кој што технички е неспремен, која викам нема неспремен, значи нема имотно-правни работи решено, нема добар проект направено. Тогаш вие треба да тргнете прво тоа да го правите. Додека тоа го направите, помина пола година. Па после тек да распишете тендер, па после ако тендерот еднаш ви падне, да речеме, значи нели има жалба некаква и вие веќе немате реализација. Мислам дека точно така како што ви кажав, значи капиталните инвестиции најмногу фалираа прво во лошо планирање, кое што првата година веќе беше наследена, втората мислам дека се немаше доволно искуство за 18-та да се испланираат добро, за 19-та мислам дека се добро испланирани, дел од тие, дел не. 19 и нема така лошо да заврши, она што јас го гледам, значи ќе биде некаде околу 80%, значи реализацијата на капиталните инвестиции. Така е, и ако земете уназад историски, 80% биле сите години. Значи тоа е вистината, да не се лажеме. Да, се чини дека грешките со тие проекти што вие стрелките ги фрлавте уште на почетокот на вашиот мандат се повторуваат. Видете, 2,5 години не е доволно време да вие ја смените логиката на администрацијата, да го смените однесувањето на таа администрација. Значи, едноставно, да, јас би рекол, ако треба да кажам што би била слаба точка, тоа би било таа реализација, значи, на капитални инвестиции, која што, пак сега ако земете со бројки, таа и не е послаба од тоа кое што било, да речеме, последните 10 години. Но,
тука има простор за подобрување. И мислам дека тука пред се треба да се подобрува капацитетот на администрацијата и во делот на планирањето, но и во делот на проектниот менеджмент. Повторно ќе ви кажам, вице-премиер не е тој кој што може извршно да действува, него тој е кој што на некој начин креира политики и треба сега другите да ги пратат и да ги извршуваат. Факт е дека во бизнисот секогаш има луѓе кои што од реалниот сектор излегуваат, ги почувствувале проблемите и може да учествуваат во креирањето на самите тие проекти. Зошто едноставно не се побера на експертско ниво, не само од администрацијата, туку и од тие луѓе да се седне на маса и да се искреираат тие проекти. Дали вие сте размислувале во оваа насока? Да, сум размислувал и апсолутно тоа и го применуваме сега. Секаде каде што ќе формирате проектна единица за имплементација, значи тоа се луѓе експерти кои што не се запослени во администрацијата, а се платени од проектот, од да речеме ако е тоа кредитна линија, се платени од кредитната линија, има подобри резултати. Заради тоа што прво тие луѓе се фокусирани на тоа, тие луѓе се подобро платени за таа работа да ја завршат и тие луѓе се, да кажеме, може да ги земете од делот на реалната економија, значи да бидат експерти. И таму има добри резултати. Секаде каде што ќе оставите да тоа биде во една административна постапка, тогаш се случува да некои процеси застанат, заглават од разни причини. Али да, тука има простор за подобрување генерално во администрацијата. Најголем поборник се чини дека во текот на целиот мандат бевте за делот на образованието, односно подготовката на кадрите уште од средното образование, да се вклучи тоа дуално образование. И фактот е дека тука е вашето залагање оправдано со оглед на тоа што и вие чувствувате во бизнисот дека ви е потребно сето тоа. Меѓутоа никако целиот процес иде многу бавно. Видете, процесот во образованието и не може да оди брзо. Заради тоа што за да го вие промените образованието, мора да промените од година во година. Точна е вашата констатација. Јас во два сегмента, значи образованието не го гледам како прашање само на едукација на луѓето и општа култура, да речеме, него јас го гледам образованието како економски параметар, бидејќи вие не можете да правите индустрија и економија без добро образование. Не можете да правите ни земјоделие без добро образование, ни градежништво без образование. Заради тоа што слабите проекти и неквалитетните проекти произлегуваат од лошите инженери. Значи, вие морате да го подигнете капацитетот. Јас точно, значи, еве сега да речеме неколку недели пред заминување, вчера на седница на влада оставив две точки, оставив материјал, ги поминавме тие, ги усвоивме. Едното е за средното образование, каде што точно кажав и дадов една визија како треба да биде, значи, дуалното образование, но целото средно образование организирано. Вие морате да ги намалите гимназиските паралелки, да го покачите капацитетот на средните стручни училишта, и морате да воведете дуално образование ако сакате да бидете конкурентни на пазарот. Дуалното образование кај нас се воведе експериментално. Со една паралелка, денеска има некаде околу 10 паралелки низ државава со дуално образование. Меѓутоа, и тоа е недоволно. Значи, ние треба да го введеме како систем и тој систем треба да биде таков да тие луѓе не биде тоа училиште за губитници, за лузери. Значи, бидејќи тоа кај нас се подразбира дека секој што не може да учи или не го бива во школо, тоа е тој да оди таму за некакво работничко образование. Не, тоа не е така. Не е така во светот, па не беше така ни во социјалистичка Југославија. Значи, еве, јас сум ви еден добар пример за тоа. Јас потекнувам од средно техничко училиште. Ама тогаш имаше раководители, немаше менаџери, барем така беа ословувани. Да, знаете, мислам, меѓутоа мојата прва диплома е металостругар, па машински техничар, па машински инженер, па магистар на машински науки, па доктор на машински науки. Значи, ние треба на тие луѓе да им кажеме дека да, тоа е тој некој кој што не сака да учи општи предмети, не мора да учи историја, не може да учи, не знам, социологија, ама тој ќе се насочи во делот тоа што сака, да речеме, ако сака технологија, па ќе оди на технолошки факултет, машинство на машински факултет, но ние мораме да им дадеме можност на луѓето да продолжат на универзитетско образование, а при тоа предноста е дека уште во текот на средното училиште тие работат, заработуваат, го учат тоа што го сакаат и на крај ќе имаат можност да продолжат и на универзитети да се образуваат. И еден таков дел, и само ќе ми дозволите да завршам, значи тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент е ние мораме да го зголемиме капацитетот на техничките универзитети. Кога викам да го зголемиме капацитетот на техничките универзитети, мораме да го подобриме квалитетот на инженерите што излегуваат. Бидејќи ако се вратиме назад, што е индустријата, односно што е економијата во нашата држава, рековме дека тоа е индустрија, градежништво, земјоделие и трговија, првите три сегмента се прават со инженери.
Значи, индустрија се прави со сите типови на инженери, градежништво се прави со архитекти и градежни инженери, а додека земјоделие се прави со земјоделски инженери и технолошки инженери за преработка на тие производи. Значи, тука мораме да го зголемиме капацитетот и ние, ако земете денеска во државата, имаме правници, учителки, не знам колку сакате, и ако распишете конкурс за тоа ќе добиете многу апликации, менаџери разни, а додека во овој сегмент тешко ќе најдете. Вие најдобре знаете колку испити сте полагале на машинскиот факултет. Па, да, ама ако го сакате тоа и ако видите дека има иднина, дека со старите програми кои што се уште тлеат на тие универзитети, дека има многу испити, дека е тежок факултетот и така натаму, наспроти да речеме правниот факултет, економскиот и така натаму. Секој факултет е тежок толку колку што го сакате. Значи, мене машински факултет, јас тоа сум завршил, ми бил полесен да го добидам направен факултет, бидејќи тоа сум го сакал. Така да видите, треба да се вгради љубовта кај децата и тоа почнува уште од основно училиште, дека тоа не е некаков баук, и тоа навистина не е баук. Колку луѓе завршиле машински факултети, сите тие се луѓе кои што тоа го сакале, завршиле, и не е тоа нешто што не е што не треба да бегаме како луѓе. Значи, ние треба да ги учиме децата дека не треба да бегаат од тешко. Бидејќи денеска во светот никој не успева со лесно. Значи, ако не треба да ги учиме децата да одат по полесниот пат. Полесниот пат не нуди резултат. Вие треба да ги учите децата дека треба да се борат, дека треба да учат. Ако некој сака да биде правник, да, и добар правник, за да биде треба многу да учи. Не треба само да добар инженер, да биде и добар доктор, за да биде треба многу да учи. Треба да им ја всадиме таа љубов према учењето. Доколку не сака да се најде себе си во високо образование и во учење, не е никаков грев денеска човек да биде оператор на CNC машина. Тоа е исто платена позиција. А тоа се постигнува со завршено средно училиште и 6 месеца курс на човек што има добра логика. И тоа не е ништо страшно. Точно таму треба да се најде во дуалното образование. Знаете, јас познавам многу колеги стопанственици, професори од светот со кои што сум соработувал, каде што нивните деца не ги тераат дека мора да завршат факултет. Не, ако е детето среќно да го има овој живот, па и тоа има предности. Знаете зошто? Затоа што ќе почнете да заработувате од 17-18 години, додека овој заврши до 25-6 години, тој веќе заработува 7-8 години, и кога ќе земете на крајот на животот, среќата не е само да бидете високо образован, среќата е вие животот да го поминете квалитетно така како што сакате. И мислам дека треба само децата да ги учиме дека не е срамно да бидете од ниедна струка, дека треба да го работите тоа што го сакате, само единствено треба да научите дека треба тешко да работите. Се чини дека недостатокот на кадар најмногу се појави во услови кога дојдоа странските инвестиции во земјава. Колку, да речеме, домашните компании го рачунаат како успех сето тоа и можност за соработка, толку го рачунате како пораз. Факт е. Видете, ние сега треба да расчистиме што сакаме. Ние, еве на што ќе развиваме нашата економија. Ако ја развиваме на овие сегменти, а не гледаме други у моментот, нели, плюс е тука IT индустријата, плюс туризам, меѓутоа IT индустријата и добро се развива, али за туризам ни се лимитирани можностите. Има простор тука за развој, ама тука нема ние да направиме бум некаков, како да кажеме да тука бројките бидат страшни. Во делот на услуги се е тоа добро, но генерално се овие столбовите. Е сега, ако се тие столбовите, ние мораме да едуцираме луѓе за таквата економија. А таа е нашата реалност. И гледаме дека бројките и претходно, а и сега уште повеќе се постигнаа во овој дел. Видите, она што ме прашавте вие, мислам дека овие 2,5 години во општеството имаше многу тешки теми за решавање политички, име договори со соседи, влегување во НАТО, и тоа беа некако доминантни теми. И бројките во економијата или пиарот во економијата што се правеше не беше доминантен. И така се створи некој впечаток дека тука, да речеме, може би се резултатите недоволни. Напротив, јас направив една анализа каде што тие познати 8 квартали, да речеме, од третиот квартал 2017 година, пошто владата дојде на јуни месец 17, па заклучно со вториот квартал, значи во 19 година, сега има статистички податоци за третиот, значи сега имаме за 9, ама јас која правев имаше за 8, и ги споредив тие 8 квартали, значи 2 години, почнувајќи јуни 17, завршувајќи со јуни 19, и ги споредив со претходни 2 години, значи јуни 15 со јуни 17 и претходни 2 години, јуни 13 со јуни 17. Бројките се одлични. За странските директни инвестиции? За све, ако сакате за странските директни инвестиции, точно ќе ви ги кажам. Значи, странски директни инвестиции
Сега тоа ќе ви кажам, еве во милиони евра, во периодот од 17 до 19 година има 741 милион, во периодот од 15 до 17 има 555 милиони, во периодот од 13 до 15 има 457 милиони. Или во овие 2 години што јас ви ги кажувам, има 33,5% повеќе од претходните 2 години и 62,1% од првите 2 години. Значи 62,1% поише од 13-15, а 33,5% повеќе од 15-17. Ако сакате да зборуваме за индустријското производство, што е многу важно исто така, значи еве ги бројките. И тоа е резултат на овие политики што ви го кажам. Значи во периодот од 13 до 15 јуни индустријското производство паднало 5,68%. Во периодот од 15 до 17 пораснало 3,29, а во периодот од 17 до 19 пораснало 8,87%, или пораснало 5,4 процентни поени повеќе него претходните 2 години. Понатаму можам да ви зборувам за како да кажеме, број на компании кои што инвестирале во државата. Прашањето е колку странски инвестиции сега тоа ќе ви колку кажам. звучни имиња, да речеме, во текот на изминатава година. Мислам и тука бројките се одлични, еве. Да речеме во периодот од 13 до 15 има 7 потпишани договори и 6 пуштени фабрики. Во периодот од 15 до 17 година има 9 потпишани договори и 7 пуштени фабрики. Во периодот од 17 до 19 година има 22 потпишани договори и 12 пуштени фабрики. Што значи дел од овие фабрики 12 што се пуштени биле претходно потпишани, како што и дел од овие 22 договори што се сега потпишани ќе бидат во иднина пуштени. Прашањето е капацитетот, но факт е капацитет работат. Со одличен капацитет работат. Еве јас ќе ви кажам само последнава недела можам да објавам уште 2, односно 3 нови странски инвестиции. Значи Локотранс помина договорот вчера на влада, тоа е надвор од Тирске, прави фабрика за шински возила, кај што ќе запосли дел од работените од Колска, и значи тој проблем индиректно ќе се реши. Бугарска странска компанија за IT секторот, значи 44 милиона, и што ми е посебно драго, еве денеска дојде информација и можам да ви ја потврдам, значи Дура дефинитивно реши да инвестира во нашата држава. Двете фабрики кои што планираше да ги направи во Чешка, а тоа се фабрики за екструзија на алуминиумски профили за автомобилска индустрија, и втората што е уште поважна и како да кажеме, хай-теч, значи тоа е фабрика за шаси за автомобили каде што ќе бидат имплементирани значи батерии за електрични возила, и во главно за Daimler ќе се работи во нашата држава. Тие ќе бидат 2 фабрики значи во нашата држава направени. Тоа се инвестиции над 100 милиона евра. Значи практично тоа ќе бидат и најголеми инвестиции кои што досега дошле во државата, и тоа е тоа што јас ви го кажав. Ти спете ли ги потпишете договорите? Да, ќе се потпишат. Значи ќе се додели прво земјиштето, тоа е првата фаза за да се градат фабриките, а кога тие ќе бидат готови, тогаш ќе се потпишат и договорите. Но првата фаза е да им доделите земјиште за да почнат да ги прават фабриките. Дура инвестира во зоните? Дура инвестира во зоните. Локотранс надвор од зоните и бугарската фирма надвор од зоните. Значи овие бројки се реални што јас ви ги кажувам, бидејќи параметрите како што гледате една со друга сите соодветствуваат. Исто кога ќе земете во бројот на вработени лица, ако сакате тоа да го кажеме, значи еве да речеме во првите 2 години 13-15 биле вработени 21.111 вработени. Во периодот од 15 до 17 40.314 и во периодот од 17 до 19 се вработени 59.000. Значи скоро 60.000 вработени. Значи видите, тоа е 35% повеќе од претходно или 157% повеќе од првите 2 години. Она што недостасуваше, ако мене ме прашате, недостасуваше да ова биде доминантна тема во општеството, бидејќи ние од ова живееме. Да, битно е НАТО, тоа придонесе за овие сите да се охрабрат. Например, Гершајмер можам да кажам дека чекаше да се донесе одлуката за НАТО и утре ден ја потврди инвестицијата. Тие беа спремни, само ја чекаа таа одлука. И тоа е важно и за економијата. И тоа е важна тема. Меѓутоа, ние малце споделивме со јавноста кои беа ефектите, да речеме, во делот на економските политики. Еве јас се обидов да направам една компаративна анализа и еве никој, ова го кажав јас и пред 2 месеца, никој досега не дојде да тоа го оспори. Можам да ви го кажам и извозот. Например, извозот во пати опозицијата, да речеме, фрла на вас синка со основ на тоа дека сте работеле во првите години, да речеме, од мандатот на владата на нивни стари проекти кои што они веќе ги имале договорено. Така е, да, значи видите, секој паметен кој што ќе дојде во оваа држава,
не може да каже дека светот почнува од мене. Па се разбира, значи, вие морате да продолжите. Знаете, и во фирма, и во фамилија, вие морате тоа што е добро да го продолжите и да доградите своја додадена вредност. Јас не очекувам и мислам дека би било надвор од памет и дека никој не треба да го направи да тоа што сега е добро направено, а ви кажувам добро е направено во делот на индустријската политика, во делот на енергетиката, дека тоа сега некоја друга влада, не е битно од која партија ќе биде следна влада, бидејќи јас реков, нели нема да бидам во таа влада, значи не треба таа да го прекине, треба само да го продолжи и да го надгради, да види, пошто секое време треба да вие флексибилно го прилагодите. И точно е тоа. На почеток имаше многу грижа дали како ќе се поставиме ние према странските инвеститори, па се поставивме многу позитивно, многу попозитивно. Но таа грижа што имаше домашното стопанство, што и вие ја кажавте, дека странските компании им беа нелојална конкуренција, бидејќи тие беа субвенционирани и им ги превземаа вработените, ние тоа го прекинавме. Домашните компании ги ставивме во иста позиција. И вие можете да ги имате по име и презиме сите тие компании. И видите, кога тоа го направивме, се направи овој баланс на пазарот и се направи овие бројки. Извозот е пораснат за 30% овие 2 години во споредба со претходните 2 години. Ве делегираше на функција Стопанската комора, вашите колеги бизнисмени. Тогаш рекоа дека го понудивме најдоброто. Проблемите ви беа ставени на маса, дадовте свој придонес, но сепак верувам дека во неформалните разговори, во формалните веќе сигурно дека имате, меѓутоа и во неформалните разговори имате забелешки. Што бизнисменот прво, што бизнисменот Кочо Ангјушев би му ставил забелешка на вице-премиерот Кочо Ангјушев за почеток, а потоа и каде ги добивате најголемите забелешки од вашите колеги бизнисмени? Да. Видете, дека вие можете да го смените општеството за 2,5 години, тоа е илузија. Значи не можете да го смените. Знаете, прво, чест е да се биде дел од влада. И јас се му благодарам на премиерот што најде доблес да ангажира човек од стопанство во влада, тој тоа го објави. И сега, како да ви кажам, во тој момент изборот падна на мене и мене ми беше дилема дали да го прифатам или не, но го прифатив од причините што ви го кажав. Знаете, јас разбирам дека во нашата држава е многу тешко некој да поверува, дека некој тоа го сваќа како привремена работа и сака да оди од влада, бидејќи перцепцијата на граѓаните е дека во влада е нешто каде што имате многу бенефиции и многу лични некакви интереси и како кажам, тој мост јас не можев да го премостам на некој начин, бидејќи вистината е дека од една страна перцепцијата во јавноста се створи таква, за жал од како кажам, можда како резултат на тоа што е искуство и историја во нашата држава, тоа го креира дел медиумите, дел опозицијата, ама дел и позицијата, да бидам искрен. Значи, и таму не имаше, да речеме, некои извори на таква креација и на такви гласини, како да кажам, а вистината е дека вие, доаѓајќи тука, ги запоставувате своите компании и резултатот се покажа. Сега во 19-та година, после 15 години континуиран во моите компании, прв пат имаат пат. И тоа е вистината, ќе ви го кажам и прецизно. Но да ви одговорам прецизно на вашето прашање. Значи, што бизнисменот Ангјушев би му забележал на вице-премиерот Ангјушев, како да ви кажам, кога не би бил вице-премиер, не би знаел колку е тешко да се справите со администрација и да го смените тој ментален склоп. И човек додека не седи од другата страна не може да го разбере тоа и веројатно спороста на администрацијата, корумпираноста во администрацијата, бирократизацијата на администрацијата, тоа е нешто што не се искоренува за 2 или 2,5 години. И тоа е нешто што вие морате да работите континуирано да го искорените. Како тоа може да се направи? Точно така како што го донесовме законот за финансиска поддршка. Морате да направите транспарентни критериуми кои што добива. Денеска никој не може да седи да преговара какви субвенции ќе добие. Се додека вие на администрацијата ја оставите да преговара какви вие субвенции ќе добиете, се тоа ќе биде извор на корупција и ќе биде извор на, како да кажеме, нејзина желба. А желбата нејзина ќе биде секогаш да биде доминантна и да се да биде над, да речеме, стопанственикот, бидејќи тој се чувствува моќен од позиција на влада, нели? Значи, морате да направите транспарентни постапки. Јас управо тоа го направив. Значи, и во законот за финансиска поддршка, па и со фотоволтаиците, резултатите дојдоа. Тоа треба да биде насоката. Значи, дали тоа е доволно? Еве, јас ќе ви кажам, можело секогаш да се направи и повеќе.
Што стопанствениците забележуваат? Они забележуваат сега точно на овие неколку работи. Значи, првата работа е дека мора бирократијата да се намали, мора да се да се убрзаат процесите бирократски. Тоа може да се направи само со имплементација на IT технологиите во таа. Значи, да вие, просто ќе ви кажам, зошто вие би давале потврда да учествувате на тендер што вие издава државата, а учествувате кај државата? Тоа прашање би прашала јас. Дали сега вие кога ги знаете слабостите на изработка на проектите, со вашите фирми ќе учествувате на тендери, ќе грабите како претходно да речеме напред? Видите, ја претходно никогаш не сум грабал, значи моите фирми не работеле. Грабање во смисло на тоа или успех на бизнисот? Да, не, видите, ве разбрав прашањето, така и ќе ви одговорам. Прво, сакам да кажам дека таму каде што јас се занимавам со индустрија, тоа се неколку фабрики, тоа се извозно ориентирани фабрики, значи те не учествуваат на тендери. Она што јас сум учествувал на тендери, тоа било за концесиите за хидроелектраните, која што последната е добиена 15-та година и тука завршивме ние со тоа. Тие се доградуваат сега и во главно сме ориентирани према извоз и према надвор, па и во делот на хидроелектраните, значи ние сега произведуваме опрема за други инвеститори, можам со задоволство да кажам дека се синхронизираше првата турбина произведена у Македонија во Грузија овие денови, значи екипа од моите фирми е таму и ја имплементираше тоа се 10 мегавати, која што беше добиена на меѓународен тендер финансиран од ДБРД, а главен конкурент беше австријски Андрица. Тоа го направи Фероинвест и тука јас сум горд на тоа, бидејќи тоа го направија наши инженери, го произведоа нашите фабрики, го инсталираа наши вработени и го пуштија во работа и ќе го одржуваат. Значи тоа е голем успех, мислам како да ви објаснам, и моја гордост се таквите проекти. Јас во иднина ќе го правам тоа, значи ќе учествувам пред се во делот на проектите во светот, како и во делот на автомобилската индустрија, во производството на возила и така. Не сакам сега да ја користам емисијава како пропаганда за компаниите. Тендери? Не, видите, не се тие преинтересни, заради тоа. Јас ќе учествувам, се разбира, таму каде што ќе мислам дека имаат компаниите интерес, но не се тие доминантни во нашата бизнис логика и бизнис програма. Вашето име на почетокот низ неколку ситуации во текот на мандатот беше поврзувано со судирни интереси, функцијата наспроти вашиот приватен бизнис. Велевте тогаш, а и верувам дека и сега го држите тој став со оглед на вашите изјави, дека се неразумни обвинувања, игра на сензитивност на граѓаните и така натаму. Меѓутоа, прашањето повторно е, колкава корист имаше вашиот бизнис од вице-премиерската фотелја? Мојот бизнис, колку корист имаше од вице-премиерската фотелја, се гледа низ бројките. Ви кажав, 19-та година е намален 20% прометот и 50% профитот. Тоа е факт. Значи, немаше корист. Напротив, мислам дека имаше штета. Сега за какви такви ситуации во кои што сум бил ја доведуван во конфликт на интерес зборуваме за 36.000 евра мрежа, каде што компанијата моја произведува, тоа се не знам, 3-40 тона во ситуација кога произведува 2.500 тона месечно. Правиме му обед за некоја бензинска пумпа, тамо најдоа дека судот полнел бензин, јас што треба да поставиме стражари на бензинската да не какво па ја влијание имам на судот во Велес, мислам тоа врска нема никаква. Видете, мислам дека тука се играше со сензитивноста на граѓаните. Мислам дека времето го покажа, тоа веќе гледате година и пол нема ништо, но јас сум дал таму стрикна забрана. Нема антикорупцијска согласи сега скоро. Видете, антикорупцијска погреши. Антикорупцијска направи една голема грешка и мислам дека антикорупцијска, сакајќи да покаже дека она се бори со некаква корупција, тоа го направи на најнесоодветен начин. И тоа го направи за моје не... И тоа во ситуација кога јас сум се изземал и од одлучување, и од процес цел. Единствено, само кога требало да се објасни за што станува збор, јас сум објаснил и тоа се однесува за некава полска компанија. Видете? Тоа е во фазан или? Видете, да. Не, тоа да јасно е, тоа од премиерот ќе одговори, ама премиерот веќе одговори на тоа прашање, но она што сакам да ви го кажам е, мислам дека општеството треба да се позанимава малце повеќе со луѓе кои што немаат фирма, не платиле данок, не пополниле даночна пријава, возат коли сериозни. И мислам дека антикорупцијска комисија треба малце да се позанимава повеќе со овие, би рекол, дилетанти кои што целиот правен систем го ставија во некаква, како да кажеме, во некое заробеништво и она што ни се случува секој ден. Ај, господин Јангишев, да оставиме ли работата на антикорупцијска? Јас не би сакал да се мешам во нивното работење. Има ли сигурност и владење на правото во бизнисот? Тоа е широко прашање, значи дали е достигнато нивото кое што би требало да биде достигнато на западноевропските држави, не е достигнато.
Значи, мислам дека тука има многу простор и мислам дека и стопанствениците и граѓаните очекуваа малце поголемо владење на правото и мислам дека тука има сериозен простор за напредок и тоа го слушаме дека е актуелна тема во општеството и во овој период. Мислам дека е подобрена ситуацијата во тој дел, но не е на нивото на кое што сите стопанственици го очекуваат и јас лично не сум задоволен од тоа. Еве утре после 3 јануари ќе бидам пак стопанственик и ако ме прашате дали сум најзадоволен од владењето на правото во државата, не сум. Не ли успеавте во овие 2,5 години да направите нешто во тој сегмент? Видите, да ги убедите и политичарите или оние веројатно ме прашувате сега како член на влада, бидејќи јас во моите ингеренции како вице-премиер за економија ги немав ингеренциите во делот на... Ръководевте ли тие економски ресури? Не. Економските да, ама не и правосудните, не и правните да речем или општествено-политичките. Таму немав некои ингеренции. Да, јас лично цело време зборувам дека два предуслова има за да расте економијата. Тие два предуслова е да имате владење на правото и да имате стабилна држава. Во делот на стабилна држава мислам дека се направи доста, бидејќи влезот во НАТО и еве на чекор нели за влез во Европска унија преговори, мислам дека дава многу стабилност во државата, но мислам дека има многу што да се направи во владење на правото. Владата е колективно тело, факт е дека во секој друштво има и пријатели, но има и личности кои не се согласуваат. Со кого имавте најголеми конфронтации околу своите ставови? Па видите, јас своите ставови ги кажував секогаш отворено. Јас имав најдобра соработка со премиерот, јас за тоа му благодарам. Он, мислам, апсолутно е човек кој што доаѓа исто од реалниот сектор и лесно се разбиравме во таа комуникација. Соработка имав директна со економските сектори. Значи, странична соработка имав со останатите сектори, например, соработката моја е многу мала со делот на правда, со делот на внатрешни работи, на одбрана, така да тука не би можел да кажам тоа е мала, тука е мал делот на соработка, но во делот на економските сектори, тоа се нели финансии, економија, животна средина, транспорт и врски. Би можел да кажам дека со транспорт и врски имавме одлична соработка, со економија имавме одлична соработка. Ама со финанси? Со јавните, ќе дојдам до таму, со јавните, значи предпријатија кои што се во делот на економијата, одлична соработка. На почетокот евидентно беше дека со министерот Тевдовски немавме добра соработка, заради тоа што тој имаше други идеи и сваќања. Јас имав сосема други, мислам тоа и јасно го кажав. Јас во неколку наврати јасно кажав кога беше за персоналниот данок, дали треба, не треба, прагот, па и историјата тоа и го потврди, нели, после времето го потврди тоа. Јас не го кажувам тоа како некоја лична сатисфакција, бидејќи би сакал повеќе да го кажам како нешто што треба сите да научиме, дека треба тие процеси да одат, значи, чекор по чекор, да одат осмислено. Како што и некои други, да речеме, работи не би се согласил. Видете, ние треба да се научиме сите дека не треба во владата да постои диктатура. Јас сум благодарен, да речеме, на премиерот, што тој не воспоставуваше таква диктатура, да мора да има едноумие. И тоа е практично и добрината на демократијата, и тоа е благодетот на демократијата, да вие можете да кажете мислење. На крај, да, владата е колективно тело и ќе одлучи така како што мисли мнозинството. Меѓутоа, у принцип, добро е да се слушнат повеќе мислења, а јас мислам дека имав доблест да своите мислења ги кажам на време и онака како што треба. На крајот кратко, каква структура на економија сега оставате зад себе? И со каков елан заминувате во бизнисот? Видете, па мислам дека структурата ја кажав и претходно во претходните реченици. Јас би сакала кратко. Значи, структурата има една добра база поставено да расте, значи, индустријата и мислам дека таму не треба да се чепкаат политиките, бидејќи тие сега даваат резултати. Мислам дека има една добра структура поставена во делот на енергетиката и таму треба резултатите допрва да доаѓаат, иако првите веќе ги гледаме. Мислам дека во делот на земјоделието треба да се подобри делот на преработувачката индустрија на земјоделски производи и откупните центри. Тоа е нешто што сега отпочнува и веќе има такви проекти и за откупни центри и за преработувачка индустрија, и тие ги ставивме и во ИПАРТ програмите, а ги ставивме и во делот на финансиската поддршка, бидејќи тука има голем потенцијал нашата држава. Мислам дека во делот на туризмот можеме да направиме малце повеќе и тука се поставија некои фундаменти. Со други зборови, она што мислам дека е почнато да се направи, треба да се прави, треба да продолжи да се прави. Никој не може да направи све. И секој треба да сватиме ние дека секој проект може да биде резултат на повеќе влади. И никогаш јас нема да кажам
да, ова е само резултат на моето работење. Ова е, јас кажав што е резултат или што е придонесот или некакво подобрување. Меѓутоа, мора во индустријата, во економијата, во енергетиката, во земјоделието да имате стратешки цели и да имате континуитет. Точно затоа и се прави стратегијата за енергетика, која што сега се носи за следни 20-30 години. Таа требаше да биде донесена 15-та година, е сега готова и така. Така да има доста што да се зборува тука. Забележав дека во текот на целиот одговор на ова последно прашање велите можеме да направиме и така натаму, а се забележува дека, да речеме, ви остануваат голем број од проектите незавршени. Која е реалната причина? Зошто заминувате? Реалната причина е затоа што прво мислам дека она што можев да го придонесам, го придонесов. Втората причина е што јас имам одговорности према партнерите во компаниите, према вработните, таму има над 1100 вработени. И никако не можете да го премостите јазот помеѓу тоа што се создаде како перцепција во општеството, дека таму во владата седи некој човек кој што само тера лични интереси, и тоа мислам дека беше лоша перцепција што се создаде, а од друга страна фактот и вистината е таа што јас ви го кажав. Значи, после 16 години, односно 15 години раст, 19-та година, прва година, моите компании имаат пат. Ќе ви кажам една, вака да речеме, една дополнителна причина пред едно... Тоа е од бизнис аспект, Тоа од политички? Па видите, од политички аспект, вие веќе не можете да направите премостување помеѓу тие две работи. И не можете да го истрпите тој притисок, како да кажам, заради тоа што и нема причина. Ако сте придонеле тоа што сте мислеле да го направите, секако има уште многу што да се направи, значи може некои проекти да се доработат, но тие се поставени на шини, поставени се на добар пат. Треба само да се има доблест да се продолжат. Ќе кажам и една вака можда работа која што ретко сум ја кажал, пред едно-два, видите, во моите компании тоа се инженерски компании. Се занимаваат со инженерство. Веќе јас сум инженер и не работам тоа што не го знам. Таму има некаде околу 150 инженери вработено во сите сегменти. Значи, од 1100 вработени се 150 инженери. Од тие 150 инженери, стратегијата беше да се примаат млади луѓе после завршен факултет, па да се обучуваат. Тие се некои десетина години во компаниите. Пред едно-два месеца добив повик од десетина од нив кои што се водечки и побараа состанок, средба побараа. Јас викам, сега не знам што е средбата, мислев ќе збориме за плати, услови и нешто, не знам, пошто јас навистина ако нешто си префрлам на самиот себе си е тоа што премалку одев у компаниите во овие 2,5 години. Имаше 3-4 месеца период кога не влегував во фабрика. Имавте политичка функција, така да. Па затоа и не одев, видите. Настрана со остава. Така е. И сега знаете. Тоа не е оправдување. Па вие можете да правите надзор, тоа никој не ви го спречува. Вие не можете да ме надзирате или да барате нешто од државата, али надзор треба да правите. Бидејќи вие тој капитал сте го декларирале, го имате, јас не влегов без тој капитал во владата, јас пријавив анкетен лист, но да ја завршам мислата што ме прави, што ја почнав. И тие побараа состанок и нивното барање беше, вика, видете, кажете ни ќе се враќате или ние да си одиме. Иако од моите компании скоро никој не си отишол како инженер. Викам зошто? Па вика затоа што вика кога бев јас таму, вика имаше ред. Сега вика малце вика тој ред е нарушен и затоа така да практично знаете секој нека даде еден придонес од стопанството. Еве ќе има и други можности. Кој ќе биде вашиот наследник на оваа позиција? Тоа е прашање за следниот мандатор. Јас значи не би можел да ви одговорам за тоа. Треба нели прво да завршат изборите, да видиме каков ќе биде составот на владата и следниот мандатор треба да се определи кој ќе биде мој наследник. Господин Кочуан Ѓушев, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата И што сега. Се надевам дека поуспешно ќе работите во бизнисот, нели? Со оглед на тоа што никој работи и тоа успеавте на политичката функција да ги согледате како слабост на државата. Ви благодарам, за мене представува секако една голема чест што бев во состав на владата, тоа е чест, би требало биде чест за секого. Да, тешко е, не е лесно да се биде таму, нема некои големи привилегии, има многу обврски, тоа така треба, јас бар така го сватив и така го доживеав. Јас сум благодарен за таа можност. Се надевам дека дадов некој мал придонес, тоа ќе оставам да го оцени и економската заедница, но и општата заедница во нашата држава. Посакувам да нашата држава биде перспективна. Мислам дека е на добар пат. Мислам дека патот по кој што сме тргнале е добриот и вистинскиот пат на евроатлантски интеграции, на да бидеме дел од тоа друштво, бидејќи ние сме мала држава. Во делот на економијата веќе скажав кои се мерките и треба тие да се држат и мислам дека ќе дадат резултат во иднина,
а јас се веќе бидам тука присутен, па се надевам дека ќе можеме заедно да ги споделиме во идни. Успешна деловна година, ви благодарам уште еднаш. Вам, Благодарам почитувани на вас. гледачи, ви благодарам што го следевте интервјуто со вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Пријатна вечер.